Првин сакам да ви се заблагодарам што во волкав број сте тука представниците на медиумите. Јас денес имав, како и во изминатите денови, голем број на партиски активности, кои пред се однесуваат на средби со граѓаните. Денес имавме промотивен штанд на председателот Пендаровски на пазарот Буњаковец и сега сме тука практично на скверот пред општината Центар. Инаку јас секој ден наоѓам време покрај другите активности кои што ги имаме во партијата да бидам меѓу граѓаните, да слушам што тие зборуваат и она што можам да го чујам е дека ги мачат граѓаните високите цени, ги мачат и голем број на други работи во општеството кои што може да ги поправиме. Јас бев премиер 2 години и јас ја преземам целата одговорност за тоа што ги мачи граѓаните. Иако во текот на изминатите 2 години, во текот на изминатите 7 години, навистина направивме голем број на пакети антикризни мерки, најголеми во регионот. Ги изголемивме пензиите за 50%, ги изголемивме просечните плати за 50%, ги изголемивме неколкократно минималната плата и можам да замислам само како ќе им беше на граѓаните, доколку во време на ваква криза, во време на војна на континентот, требаше да преживуваат со 8.000 денари плата минимална, како што беше во времето на ВМРО ДПМН до 2016 година. Исто така ме загрижува уште една работа која што ја слушам од граѓаните, а тоа е дека чувствуваат замор од процесот на интегрирање во Европската унија. Да бидам искрен, и јас го чувствувам тој замор понекогаш. Меѓутоа ние како држава друга алтернатива немаме и затоа велам дека нема откажување од конечната цел Македонија да стане држава на повисок животен стандард, држава во која има врвно владење на право, држава во која има врвна борба против корупцијата и држава која што едноставно ќе ги има сите стандарди на живеењето на земја членка на Европска унија. Ние се бориме за тоа. Ние како коалиција за европска иднина ги имаме толку тие вредности, имаме многу конкретен план како тоа да го оствариме. Председателот Пендаровски исто така има многу јасна визија, голема одлучност, исто како што имам и јас, нашата држава да биде земја членка на Европската унија, меѓутоа не само заради членство, туку заради повисок животен стандард и заради подобри услови за живот на граѓаните. Уште еднаш сакам да ви се заблагодарам, сакам да ги повикам сите граѓани да дадат поддршка на председателскиот кандидат Стево Пендаровски, кој е наш председател, кој докажа како треба да изгледа еден модерен, прогресивен председател кој се грижи за сите граѓани и секако подоцна да ја поддржат и коалицијата за европска иднина и со тоа да имаме и председател и влада со кои што државата ќе биде на сигурна патека кон европските интеграции. Ви благодарам.